Нови 1180 медицински сестри и друг медицински персонал, како и 600 специјализанти, ќе бидат вработени во текот на годината, потврди министерот за здравство. Како што информираше Таравари, предвидено е вработување на 300 лекари до средината на годинава, а дополнително уште 300 до крајот на 2025-та, а ја остави отворена и можноста за ангажирање на средно медицински персонал со договор на дело, кои ќе бидат распоредени таму каде што е најпотребно. Вработување ќе има континуирано, меѓутоа за сега тоа што е сигурно се 1180 средно медицински персонал и 300 специјализанти почеток на година и уште 300 крај на година. До сега во здравство сигурно ќе има точно 1800 вработувања, а во меѓувреме ќе бидеме принудени да имаме и нови договорци, бидејќи сме во ситуација да посебно ни недостасува средно медицински кадар на секаде. 20 јавни здравствени установи кои веќе имаат изготвени нови систематизации, може веднаш да ги вработат планираните 300 приватни специјализанти од првата група, меѓу кои најзастапени се гинеколози и кардиолози. Од Министерствата за здравство и финансии, меѓутоа знаете оваа беше непредвидено и во систематизациите на јавните здравствени установи не беа предвидени. Например, тука треба по здравствен дом пример 7 или 10 лекари кои што не беа предвидени, од вкупно 108 јавно здравствени установи кои спремаа нови систематизации, 20 веќе се подготвени и можат веднаш да почнат да ги вработуваат првите 300 специјализанти, останатите ги чекаат да дојдат новите систематизации од Министерството за администрација. Министерот за здравство денеска го пушти во потреба реновираниот педиатриски пункт во рамки на поликлиниката Битпазар, кој ќе прима пациенти во текот на целата недела, од 19:30 до 7 часот наутро, додека во недела ќе работи 24 часа, а ќе бидат третирани пациенти со лесна и средна клиничка слика.